И време е за линковското вклучување на нашата Марија од Скопската зоолошка градина, каде што со Воја Иванов ќе споделат корисни совети и за змиите, но можеме да слушнеме и за состојбата со заловениот волк од текот на вчерашниот ден. Марија повели во овие неколку минути пред крајот на утринската да споделиме интересни информации. Наеднаш не слушам. Не, на линија сум. Добро утро до нашите гледачи, добро утро и до колегите во студиото. Верувам дека дадовте една убава најава. Ќе говориме за една тема која што верувам дека секогаш е актуелна во овој период, наспроти овој ден кој што всушност не носи пониски температури, но генерално овие денови имавме повисоки температури, каде што всушност тие се и причина за појава на змии во некои предели токму од Скопје, како што можеше да се види и да новиво на социјалните мрежи, каде што жителите на аеродром изразија загриженост по појавата на змија токму во близина на детските игралишта и стамбените згради. Токму и затоа решивме да го направиме ова вклучување всушност и да дадеме совети како правилно да реагираме доколку наидеме на змија, односно се најдеме во таква ситуација. Многу повеќе на оваа тема слушаме од Воја Иванов. Во ова вклучување гостин ни е и змијата, видот пченкарен смок. Мене прво ми е многу драго, добро утро, добар ден за сите гледачи на Телма во моментот. Ми е драго што воопшто рече убава тема. Си викам колку е убава и слика. Убава тема за да знаеме како нели да се однесуваме во тој поглед. Знаеш зашто? Заради тоа што Марија, голем дел дури од твоите колеги колешки, дали се на портали, дали се на телевизија, сензационалистички, драматично, наезда, нели почнува сезоната, нели као на диви свињи, што привлекува. Ghostbusters, ки идеме сега да ловиме по улица змии заради тоа што Марс напаѓа. Во суштина, мене ми е веќе дежавува со години, да не речам децении, заради тоа што овој период од годината е периодот кога рептилите генерално се будат од таа нивна бурмација или зимски сон, кога самото појава е нормално. Така е, нормално апсолутно, а можеби она што е ненормално за мене, а тоа е колку влеговме ние како луѓе, како урбанизам, како нели градби во природата и се чудиме потоа зошто животните тука се наоѓаат или што тие бараат, како всушност купувајќи го имотниот лист дека ние забораваме дека освен што сме сопственици имаме и должност кон природата или парчето што сме го купиле, така да веројатно голем дел од луѓето иако во нашата да речам традиција или нашето минато не е дека змиите ги ставаме како нешто, некаков ризик, некаква паника, некаков страв, туку повеќе можеби заштитнички кон самите животни, заради тоа што поготово за смокот се смета дека е змија која е чувар во македонските куќи и да речем ајде оние вистинските селани или луѓето кои што живеат долго време во таква рурална средина, тие ги знаат бенефитите на имањето змија околу куќата и често знаат да речат тоа е чуварот на куќата, секоја селска куќа си има по еден смок чувар и не смееш да си губиеш чуварот. Веројатно порано многу од болестите, како денес, нели актуелни вируси сега и тогаш имало и за голем дел од нив немало нели лекарства и лекови. Веројатно глувците биле како и денес овие вируси, оние кои што најчесто ги пренесувале, но ако околу куќата имате смок, нема да имате сигурно глувци, односно нема да имате болести. Веројатно по таа логика голем дел од митовите поврзани со смокот се всушност токму со чуварот, заштитникот на селото или на куќата. Втора една така легенда која што знаат во македонските села да го поврзат конкретно смокот е дека смук или смука млеко. И знаат да речат, тој смука млеко се закачува нели за кравата или за доилка и слично, но тоа секако дека се само митови. Смокот многу сакал во зима да седи кај кравите, заради тоа што било топличко од гомцата од кравите и всушност било како еден вид на супер хотел за змии, заради тоа што им имало глувци заради храната, им било топличко и веројатно од стрес кравата снемувала млеко на пролет кога ќе ги чистат и веројатно заради тоа и го поврзале смокот со смукањето млеко. Инаку ние сме единствените што пијат туѓо млеко, секое друго животно се цица само од сопствениот родител.
Би те прашала на самиот крај како кратко да се заштитим. Имам една минута до крајот, верувам дека на кратко ќе кажам. Дебре многу брзо помина. Не паничете, не драмете, тоа е најважно. Пробајте да останете смирени. Знам дека звучи можеби чудно за повеќето кои што имаат фобија, ама голем дел од тие стравови се наметнати. Тие никогаш не се соочиле со реален страв од змија. Пробајте да тропнете на земјата, секое животно бега од човекот. Сигурен сум дека и лавови бегаат, заради тоа што во Африка имам живеено. Ние сме гадни за јадење. Не сака никој да не изеде. Но ако случајно ни се сретнат патиштата, само тропнете, ќе побегне. Ако случајно носите стап, повлечете го нели на страна змивчето, заради тоа што многу често вака кога е свежо, тие знаат да се вкочанат, нели, затоа што се ладнокрвни животни и го бараат сонцето за да се стоплат. Тргнете ги од патот, ништо страшно. Ако ви влезе случајно во некоја викендица или селска куќа, метла ви е гениално оружје за да се одбраните, а при тоа да не ја повредите. Не заборавете дека сепак вестите во изминатава недела, дали се насилство од деца кон деца, врсничко, дали се луѓе кон луѓе, дали се светски закани, оставете ги змиите овој период да се разбудат на раат. Секако тие ни помагаат во целава приказна. Зошто е тој наметнат страв, што викам јас, дека треба да имаме фобија од овие, не ми е јасно, ама јас ќе продолжам и понатаму да се борам и појавувам во нивно име, за да, барем ако не друго, митовите или стравовите, пробаме да ги, не мора да ги сакаме, барем да ги почитуваме. Благодарам многу за одвоеното време и за оваа тема, се разбира. Убав ден и на вас. Убав ден. Се надевам дека уживавте и дека сите информации беа добро дојдени.